Време е за најновото издание на регионалните вести. 22 часа долниот дел на Тетово немаше струја. Причина е изгорен кабел во близина на трафостаницата Тетово 1, кај тетовската населба блок 70. По 22 часа долниот дел на Тетово доби струја. Се работи за стотина стопански објекти над 1000 семејства, на потек од мостот кај река Пена, па се до тетовската касарна. Домакинствата на овие големи горештини не можеа да ги завршат домашните обврски, а голем број локали и производствени капацитети беа затворени и претрпеа штети. На овие тешки горештини да се живее без струја, тоа е тешко. Да е саат, еден саат или два, пак се издржува. Ова више 15-16 сати ја немаме струјата. За бањане, и продавниците не може да работат како треба. Деца малите да се избањаат. Никако. Примитивно. Нема што да се прави, тоа чекамо некој дефект, рекој дека е голем, тоа е. Се сноđamo некако со свеќе, со плинско, так. Свршиме некои работи, па нема струја, ни на доктор, нигде. Струја снема вчера околу 16 часот, а екипите на Ева Утринава го лоцираат дефектот кај трафостаницата Тетово 1. Долниот дел на Тетово остана 20 часови без струја поради изгорен кабел во тетовската населба блок 70, токму на оваа улица. Од Ева на допорва ќе утврдуваат кои се причините за настанатиот дефект. Пред неколку години поради преоптовареност на мрежата, во повеќе наврати, Тетово во зимскиот период немаше струја повеќе од 24 часа. Со комеморативен собир и положување на цвеќе во населбата Циглана во Гостивар денес беше одбележана годишнината од трагичното загинување на гостиварските полициски резервисти Дајл и Александар. Се навршуваат 17 години од загинувањето на полициските резервисти Дајл Јанковски и Александар Николич од Гостивар. Годишнината од нивната трагична смрт беше одбележана со комеморативен собир во гостиварската населба Циглана, на местото каде што беа убиени. Во нивна слава и чест се собраа роднини, пријатели и колеги. Со минута молчење им одадоа почит, положија букети цвеќе и запалија свеќи. Цвеќе положија делегации од секторот за внатрешни работи Тетово, полицискиот синдикат, како и од општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Гостиварците Дајл и Александар беа убиени на должност на полициски пункт на влезот од населбата Циглана во 2002 година на 26 август, 1 часот после полноќ. Според наводите од истрагата, на нив пукале непознати лица со автоматски пушки од возило во движење со странски регистарски таблички. На местото на трагедијата во чест на загинатите резервисти во 2012 година беше поставена спомен плоча. Манастирскиот комплекс во Лешок се подготвува за престојниот празник Успение на Пресвета Богородица. Од полицијата пак најавуваат посебен сообраќаен режим на 27 и 28 август. Се прават последните подготовки во манастирскиот комплекс во Лешок по повод престојниот празник Успение на Пресвета Богородица. Голема Богородица традиционално ќе се прослави со црковно-народен собир. Ние како црква празникот го одбележуваме литургиски и секогаш одбележувањето на празниците започнува вечерта наспроти празниците, бидејќи според црковното сметање денот почнува од вечерта и затоа, значи на 27 август во вторник во 17:30 часот ќе биде пречекан надлежниот епархиски архиереј, неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, каде што заедно со повеќе свештеници ќе отслужи архиерејска празнична вечерна богослужба,
После архиерейската празнична вечерна богослужба црквата ќе биде континуирано отворена за посетители и знаеме дека како и секоја година многу христијани доаѓаат да се помолат и да се поклонат на на иконата на Пресветата Богородица и да се помолат за благосостојбата, за здравието, спасението на нивните ближни, на оние кои ги љубат. И утредента пак на 28 август во 7 часот ќе започне утрена богослужба, во 8 часот и 30 минути света архиерейска литургија, која исто така ќе биде чиноначалствувана од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со мноштво свештеници. Голема Богородица е значаен христијански празник посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. 3 дена пред смртта, како што Архангел Гаврил се јавил на благовештение на Богородица да ја соопшти радосната вест за овоплотувањето на Синот Божи, исто така и 3 дена пред смртта и се јавил укажувајќи дека незиниот син, незината душа ќе ја прими и дека таа ќе се упокои, и на чудесен начин сите апостоли кои што го проповедале христијанството на различни страни од светот, како по облаци биле дојдени да присуствуваат на погребот на Пресветата Богородица, и така собрани сите апостоли го погребале честното тело на Пресвета Богородица, и всушност тоа е празникот кој што го празнуваме во однос на суштината на успение, но тоа што е уште поважно е тоа дека свети апостол Тома, како што закаснили на празник, на самото јавување на воскреснатиот Господ на апостолите, според некоја Божја промисла закаснили на погребот на Пресвета Богородица, да побарал наредниот ден кога дошол да се отвори гробот каде што било Пресвета Богородица и незиното тело не било најдено, и веруваме дека синот незин со се и Господ наш Исус Христос со се тело ја зел, ја вознел на небесата при себе си својата пречиста мајка, и ете затоа и празникот го добил овој термин успение, бидејќи всушност тоа е блажено заспивање на онаа која Христа го роди. Од СВР Тетово подсетуваат дека поради големиот број на посетители на 27 и 28 август се воведува посебен сообраќаен режим во Лешок. Во пресрет на празникот граѓаните кои патуваат кон селата Брезно и Варвара, тоа да го направат најдоцна до 17 часот, а истото се однесува и на трговците и угостителите за дотур на производи. Возачите ќе треба да се паркираат само на определените места за паркинг и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници, кои ќе го регулираат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно. Граѓаните од сега ќе минуваат само со едно застанување на граничниот премин Табановце-Прешево на македонско-српската граница, наместо еднаш на македонска и еднаш на српска како што беше досега. Премиерите на двете земји, Зоран Заев и Ана Брнабич, на свеченоста на меѓуграничниот простор, порачаа дека двете земји со новината го забрзуваат протокот на патници и стоки и го намалуваат времето на чекање за двојно. Премиерот Зоран Заев рече дека проектот значително ќе придонесе за развивање на регионалната економска соработка. Според нашите проекции и анализи, што очекуваме? Очекуваме дека со One Stop Shop и со дигитализацијата на царинските услуги, превозниците и извозниците ќе имаат заштеда од околу 8 милиони евра годишно. Извозот добива потенцијал да порасне за 4% на двете страни. Надворешно трговската размена може да порасне вкупно 8%, а бројот на туристи да се зголеми за 8%. Српската премиерка Ана Брнабич рече дека ги разбираат потребите на луѓето од двете држави да патуваат послободно. Регионална сарадња je najvažnija, zato što najvažnija za našu domaću privredu, mala, srednja preduzeća, porodične firme, zato što je pored evropskog tržišta, koje je za sve nas tržište broj 1, regionalno tržište, tržište broj 2.
Dakle, bez ovakvih stvari neće biti ekonomskog prosperiteta. Bez ekonomskog prosperiteta neće biti boljeg života za građane našeg regiona. Според Брнабич, ова е пример како регионалната соработка им го менува животот на граѓаните. Таа изјави дека вкупната надворешна трговска размена меѓу двете земји минатата година надминала 1 милијарда евра. Разбојништво, кражба и физички напад регистрираше полицискиот билтен на СВР Тетово. Ноќеска околу 2 часот пополнок во полициската станица Гостивар, 38 годишен гостиварец пријавил дека 2 лица извршиле разбојништво над него. Според пријавеното, тој со такси возило ги превезувал лицата од Гостивар за селото Равен и кога стигнале во селото, со закана му одзеле пари и побегнале. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 76 годишен жител од гостиварското село Беловиште вчера пријавил дека во периодот помеѓу 21 и 25 август годинава засега непознати сторители извршиле тешка кражба во црквата Свети Никола во ова село. Откако насилно ја отвориле влезната врата и металниот сеп во внатрешноста на црквата, одзеле парични средства. Извршени увити се работи на откривање на сторителите. 43 годишен жител тетовското село Боговиње пријавил дека вчера околу 18 часот и 30 минути во близина на клучката за камењане по претходна вербална расправија во врска со нерасчистени должничко-доверителни односи со возило бил удрен од 48 годишен гостиварец. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Од денес до петок е првиот уписен рок за запишување на нови студенти на Тетовскиот универзитет. Има слободни места за 3000 студенти. Новите студенти ќе имаат можност да се запишат на 13 факултети на 60 студиски програми. Може да се аплицира електронски од дома или пак во просториите на Тетовскиот универзитет. Прелиминарните резултати ќе бидат објавен денес недела. Според интересот што сега покажува матурантите ова генерација, ние како универзитет сме задоволни и очекуваме дека ќе има доволен број кандидати, односно студенти. Како секоја друга година, и ова година се изгледа дека поголем интерес има студентите за медицинските науки. Рече Реша Чеири, проректор за настава. Оваа година е последна генерација на студенти од Тетовскиот универзитет, кои студираат на дисперзираните студии во Скопје и Куманово. За наредната учебна година Министерството за образование одлучило да нема вакви студии. Ректоратот, конкурсот што го достави до Министерството за образование и наука, беа предвидени да имаме дисперзирани студии и во Скопје и во Куманово. Но според конкурсот што беше објавен од страната на Министерството, нема да има дисперзирани студии во овие два града. Немаме образложение зашто. Вториот уписен рок на Тетовскиот универзитет е од 11 до 13 септември. Со срце дарувај, ученик израдувај. Под ова мото во Гостивар се организира хуманитарна акција за собирање на училишен прибор за првачиња од сиромашни семејства. Кутии за донации се поставени низ маркети и во книжарниците. Во пресред на почетокот на новата учебна година во Гостивар се спроведува хуманитарна акција за донирање на училишен прибор за првачиња од социјално загрозени семејства. Акцијата, која започна денес, ја организира општина Гостивар под мотото "Со срце дарувај, ученик израдувај". За ова учебна година за првачиња планираме една хуманитарна активност. Активноста ќе почне од 26 август, ќе трае до 5 септември. Ќе бидат предвидени маркетиве Монтенегро, ЕТЦ и сите книжари во Гостивар. Активноста, например, ќе има неколку кутии ќе се постават и родителите што ќе купуваат средства за своите деца, прибори за училишта, ќе донират и за децата што имаат потреба, што немаат да ги купуваат тие прибори за училишта. Од општината ги повикаа гостиварци во што поголем број да се вклучат во хуманитарната акција,
за да се олесни на родителите кои што немаат доволно средства да ги подготват дечињата за на училиште. Може да се донираат тетрадки, боички, моливи, блокови за цртање, логички плочки и друг неопходен училишен прибор. Собраните донации потоа ќе бидат пренесени во училиштата од каде што учителките ќе им ги поделат на првачињата. Времето денес беше променливо облачно, предпладне со повеќе сончеви периоди, а попладне со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа од 17 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде променливо облачно, попладне со локален пороен дожд и грмежи. Температурите ќе се движат од 16 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7. Тука е крајот на вестите. Пријатно!